Контролорите на летање нема да штрајкуваат во понеделник. Авиосообраќајот ќе се одвива нормално. Ова доаѓа откако граѓанскиот суд донесе решение со кое го забрани штрајкот најавен од струковиот синдикат. Судот утврдил дека штрајкот е незаконски, бидејќи не е спроведена задолжителна постапка за помирување. Не се наведени конкретни барања и се загрозува безбедноста на граѓаните, а може да се нанесе непоправлива штета во воздушниот сообраќај. Во одлуката се додава дека струковиот синдикат немал право да организира штрајк, бидејќи се води како подружница на независниот синдикат на сообраќај и врски. Од струковиот синдикат преку медиумите дознале дека се тужени од раководството на МНАФ. Првиот човек на синдикатот тврди дека не добиле покана за рочиште, кое требало да се одржи денеска, но е откажано. А решението дека им е забранет штрајкот е донесено вчера. Ништо официјално, нити од суд, нити покана, нити оставено некакво си пропратно на ливче кое што се остава за да се подигне некаков документ. Ја бев во меѓувременна работа, никој не ме ни извести дека нешто имало за се подигне од негдека, така да ние ќе побараме и камери, нели, да се види дали сето тоа е запазено, дали навистина некој бил на работа, дали оставил нешто за нас и зашто не сме го добиле тоа. Постапката за помирување е завршена уште во 2023, вели Тасевски. Подпишана била и спогодба, но тој тврди дека е закочена и не се почитува. Рече дека барањата им се исти, а меѓу нив има и основни услови за работа. Едно од барањата беше и да се реши проблемот со вода, каде што се дешава да со денови немаме вода на работа и да мора вработените да идат или во аеродромот ТАФ или да отидеме во Петровец како најблиска некоја локација по локалните кафани за да можеме да отидеме да извршиме нужда. Синдикатот најави дека ќе ја обжалат одлуката и ќе бараат да се одржи рочиште. Ќе поднесат и представка до судскиот совет за судијката која го донела решението. МНАФ летово објави дека работи на доекипирање со кадри, имплементација на нови технологии, како и замена на старата опрема и реорганизација. Мартин Арсов, Сител телевизија.